И за крај завршуваме со музика. Факултетот за музичка уметност Скопје ситно брои до годишниот концерт Блесок по повод денот на основањето на факултетот, кој оваа година слави 58 години од своето постоење. Токму така се е подготвено за вечерашното музичко уживање во Македонската филхармонија. Сите детали ова утро ги дезнаваме од професорката Сонја Здравкова-Джепаровска, продекан за настава и наука на ФМО. Добро утро и добре ни дојдовте, професорке. Добро утро. 58 години не е воопшто мала бројка, значајна е затоа што факултетот е носител на целата културна и музичко-балетска сцена во Македонија, бидејќи затоа што сите големи ансамбли се надополнуваат со кадри од кај вас. Изворот на сите кадри е овој факултет. Верувам, посебна гордост за самите професори. Така. Факултетот за музичка уметност е најстарата и воедно најзначајната институција од овој профил, која продуцира кадри за музичко-сценските институции, како Македонската национална опера и балет, Македонската филхармонија. Меѓутоа, да не ги заборавиме и кадрите кои се едуцираат да влезат по вертикала, по ниските слоеви, односно во основните музички училишта, во средните музички училишта и воопшто да го покриваат предметот музичко образование. Така што, навистина, една клучна институција воопшто за градење на националната култура. Како ќе биде организиран вечерашниот концерт? Кого се ќе го видиме на сцената на Македонската филхармонија? Самиот наслов укажува на тоа дека вечерва ќе блескаат студентите на сите од сите одсеци. Имаме една хетерогена програма каде што ќе го видиме големиот симфониски оркестар предводен од маестро Боријан Цанев, потоа камерниот оркестар и хорот предводен од маестро Сашо Татарчевски, оркестарот за народни инструменти кој го подготвува воедно и ќе учествува амбасадорот за култура на УНЕСКО Драган Даутовски, потоа популарните жанрови ќе бидат застапени, како и катедрата за балетска педагогија. Во програмата се застапени барокни композиции, композиции од најзначајните композиторски имиња како Бах, Шуберт, преку современиот звук, една мешавина од традиционална музика соединета со нови аранжмани, па се до стандардите, джез стандардите. Така. Влезот е слободен? Влезот е слободен за сите кои сакаат да дојдат, ќе бидеме почестени со нивното присуство. Почетокот е 20 часот, Македонската филхармонија. И сега во однос на влезот, само да прашаме, треба ли некако да се регистрираат оние кои што ќе сакаат да дојдат или пак може... Не, може слободно да дојдат, да. Добра. Ќе се навратам јас и на минатата година и на предминатата. Редовно ни доаѓате кога ги имаме овие концерти и знам колку се вложувате и како професори, но и како студенти. Колку траја подготовките годинава за Блесок и пошто ќе бидете поразлично од минатата година одбележувањето на роден денот? Подготовките траат неколку месеци. Оваа деканска управа начело со деканката Дарија Андовска инсистира на прикажување на се она што го сработил факултетот и сите негови одсеци преку годината. Програмата се договара заеднички и се внимава на тоа сите да бидат застапени и да се прикаже буквално се она со што располага факултетот. Значи, овие генерации кои доаѓаат на вистина имаат голем потенцијал и така е проектирана програмата да го покаже се она што го умеат и што го научила низ годините. Ги спомена Ване минатогодишните концерти, па да направиме една паралела. Се полни или се празни сцената од година в година? Има ли интерес за факултетот за музичка уметност и за кои смерови најмногу пројавуваат интерес младите? Така. Следејќи ги општите трендови во државата, актуелното иселување и се она што се случува, тоа би требало да значи намален број на студенти. Напротив, во изминатите неколку години ние имаме зголемена бројка на запишани студенти и што особено не радува, имаме студенти од странство кои доаѓаат.
тоа е репер за квалитетот на нашиот факултет. Значи, сите оние кои бараат квалитетно образование и од странство доаѓаат на факултетот за музичка уметност и тоа е добар знак за нас. А и за нас едно освестување на овие работи повеќе медиумите да им придаваат значење, бидејќи само ова што го зборувате дека некој од странство доаѓа да студира тука е една позитивна вест која што може да сузбие лавина негативни што ни доаѓаат во текот на еден ден. Ова е нешто што можеме да се гордееме. Мислам дека институциите на културата секогаш носат убави вести. Тоа е поврзано со некакви убави настани и навистина е за одбележување она што се случува актуелно во културата. Ние соработуваме со сите културни институции. Тоа што се одржува концертот во Македонската филхармонија говори за една добра соработка. Со Националната опера и балет имаме извонредна соработка. Тие ни отстапуваат простор за фестивалот кој се одржува во јуни, танцовиот фестивал Криденс Денс, така што навистина може секако да се унапредува и да се оди чекор понатаму, меѓутоа одреден квалитет е видлив во изминатите неколку години. Може би ова нешто го кажа пред малку беше порака и до нас, ние новинарите, на што посветуваме внимание. Многу повеќе треба да информираме и известуваме за убави вести и настани, бидејќи ги има. Има навистина негативни, но имаме и плејада убави настани, за кои што треба да знае јавноста. 58 години заокружуваме. Каква е визијата, каква е желбата за за старт нека бидат следните 58? Како вие го посакувате лично факултетот за музичка уметност? Секоја година треба да предизвикува некаков предизвик за напредок. Како го гледам јас факултетот во наредните години, како причина за надградба, причина за имплементирање на нови наставни методи, отварање на нови насоки кои ќе бидат актуелни, кои ќе бидат во склад со тенденциите и трендовите не во земјата, туку во светот, како место каде што ќе доаѓаат луѓе од страна, барајќи квалитетно образование, можеби како регионален центар, како место каде што се споделува многу љубов, емпатија, хармонија и музика. Во колку часот започнува концертот вечер? Концертот започнува во 20 часа. Ке ги замолиме сите оние кои што ќе бидат дел од концертот, најдоцна 19 часот и 45 минути да се седнати на своите места. Така се оддава и почит кон сите уметници кои што се подготвуваат за концертот. Јас морам да кажам дека ние сме нестандардни во однос на конципирање на програмата. Таа почнува во фоајето, така што првиот перформанс ќе биде во фоајето, а потоа ќе се преселиме во салата. Но добра организација ќе ни биде потребна да се пристигне на време, не случајно го кажавме ова, бидејќи во текот на денешниот ден ќе врне, па секогаш однапред треба и да размислуваме кога поаѓаме некаде. Имаше ли метаж кога вие доаѓавте до Македонската телевизија? Јас доаѓав пешки, така да немав никаков проблем да стигнам. Ова е убава вест, да. За крај ние ќе ве задржиме благодариме, професорке, за гостувањето, посакуваме убав концерт и многу убави вести за кои што ќе информираме. Благодариме.